Најавениот штрајк на СОНК не доби подршка од синдикалното членство и од воспитувачите, наставниците и професорите во воспитно-образовните институции во општина Кочани. Во прилог на тоа зборува консултативниот состанок на градоначалникот со директорите на овие институции, кои во анализата на состојбите околу подготовките за старт на второто полугодие објавија дека на 20 јануари воспитувачите, наставниците и професорите ќе бидат на своите работни места и дека децата и учениците ќе имаат редовна настава. Се запознавме со моменталната ситуација и најавите кои што ги најавува СОНК и можам да порачам до нашите родители, до нашите сограѓани дека во општината Кочани активностите се сведуваат на тоа дека наставата ќе се одвива редовно. Приемот на најмладите дечиња во градинките ќе биде исто така организирано, зашто ќе посведочат и самите директори. Ние воопшто не се мешаме во активностите на синдикатот, тоа се нивни активности, тие си ги спроведуваат самите. Меѓутоа, нашата обврска како општина е да се грижиме за она што ни е од задачите како општина. Значи, во вторник, во редовните термини кога треба да одат учениците и децата во градинка, секи си биде нормално. Вратите на комбинираната детска установа Павлина Велјанова ќе бидат отворени во вообичаеното работно време, што значи дека родителите можат да ги донесат децата. И покрај најавените штрајкови од страна на СОНК, детската градинка Павлина Велјанова од Кочани и понатаму во континуитет продолжува со воспитно, згрижувачката и образовната работа. Значи едно известување до сите родители кои што ги носат дечињата. Вратите на градинката ќе бидат отворени во вторник и воспитно-образовната работа продолжува и понатаму. Сите вработени, совесни воспитувачи, негователи и останатиот персонал ќе бидат на своите работни места. И во основните училишта Никола Карев и Раде Кратовче, второто полугодие ќе започне во вторник. Изминатите неколку дена ги следев сите активности од страна организирани од страна на синдикатот. Конкретно, ние како училиште, сите подготовки се направени. Немаме некои драстични најави од страна преку разговорот со синдикатот, дека наставата се тече нормално. Учениците кои доаѓаат од двете конкретно вклучени подрачните училишта и дечињата кои доаѓаат од руралните средини, во вторник ќе бидат пристигнати и наставата ќе тече во најдобар ред. И покрај најавите од СОНК за штрајкот на 20, нашето училиште Раде Кратовче е отворено, значи вратите, наставниците и учениците нека повелат, на 20 ќе има редовна настава во нашето училиште. Значи училиштето е спремно и со нафта, средено е околу чистењето, дезинфекција извршено, наставата и со среќа на сите и на наставници и на ученици во второто полугодие. Синдикалните активности околу плакати за повик на штрајк ги имаат истакнато на објектите на училиштата само од надворешната страна. Внатре во училиштата, односно во училниците, ќе се работи редовно и според наставната програма. И во општина Виница утре ќе нема штрајк. Денеска беше одржан состанок со директорите на основните училишта и на средното училиште, со директорите на градинките во Виница и со директорот на Домот на културата во општина Виница. И согласно информациите што ги добив од нив, во општина Виница значи нема да има штрајк во образованието и во културата, така да се очекува во вторник училиштата да си почнат со редовна настава, а институциите од културата и детските градинки со според редовните програми и планови за работа. Само уште еден апел до сите ученици во основните и во средното училиште дека во вторник нивните професори и наставници ќе ги очекуваат на настава. Ова значи дека утре двете основни и едното средно училиште во Виница ќе работат, а ќе бидат прифатени и дечињата од детската градинка.